Причината за ова мое обраќање до јавноста се серија настани кои се случуваа во изминатите неколку недели, а сите до еден беа поврзани со Министерството за внатрешни работи и во директна режија на техничкиот министер Оливер Спасовски. За разлика од Спасовски, кој со паушални и двосмислени изјави се обидува да ја замајува македонската јавност, јас ќе бидам конкретен во прецизирањето на докази и факти и нивното презентирање. Како дополнителен заменик министер во Министерството за внатрешни работи, децидно барам од техничкиот министер Оливер Спасовски веднаш да поднесе неотповиклива оставка на неговата позиција. Ова го барам од следниве причини. Прво, Оливер Спасовски манипулира со македонската јавност, лаже за настани во Министерството и изнесува невистини на сајтот на Министерството за внатрешни работи. По два, Оливер Спасовски континуирано ги крши законите и правилата за работа во МВР, спроведувајќи самоволие. И по три, Оливер Спасовски креира криминално-полициски местенки заради политичка, општествена и лична дисквалификација и дискредитација на владини функционери и функционери на ВМРО ДПМН. Пред да ги образложам секоја од овие причини поединечно, чувствувам за потребно да соопштам дека не случајно во нашиот ТВ дуел на ТВ Нова го нареков Спасовски Заев, бидејќи се потврди дека тоа е само бледа копија на неговиот партиски шеф со единствена цел, дејствувајќи на ист принцип, да ја спроведува деструктивната политика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во насока на континуирано уривање на нормалното функционирање на Министерството за внатрешни работи во овие, така да кажам, судбоносни и многу значајни мигови во македонската политика и македонското општество. Тенденцијата за партизирање и приватизирање на полицијата, на која укажувавме и јас и директорот Чавков, Спасовски се обидува да ја спроведе во дело. Оливер Спасовски заедно со дел од неговите членови на кабинетот, за кои се водат кривични постапки, како и противзаконски поставените раководители на единиците во Министерството за внатрешни работи, се обидуваат да ја манипулираат македонската јавност бесрамно лажејки за настани за кои добро знаат дека се искреирани и во кои исто така добро знаат дека учествуваат лица од криминалното подземје, сесрдно поддржани од структури во Министерството за внатрешни работи, создадени со доаѓањето на Спасовски. При тоа, Спасовски го злоупотребува сајтот на Министерството за да изнесува невистини во јавноста, давајќи лажни и фабрикувани соопштенија од политички интерес на Социјалдемократскиот сојуз, прескокнувајќи ги нормалните и ефективни противкриминални дејствувања на Министерството, со што се обидува истото да го претвори во лична, приватна пиар агенција и дополнителен инструмент за пиар потребите на Социјалдемократскиот сојуз. Во исто време, како што во подолг период предупредувам, Спасовски врши тотална цензура и на моите професионални активности во Министерството, што представува кршење на законот за влада и оневозможување на вршење на еднакво и рамноправно раководење со Министерството. На моето прашање, зошто вака постапува со сајтот на Министерството, Спасовски одговори затоа што така сака. Ова е најдобар показател за самоволието на Спасовски во Министерството и свесното кршење на правилата и законите со цел лажење и манипулирање на јавноста. Предупредував и на противзаконитото поставување на лица на раководни позиции, но Спасовски се оглуши на тоа и се уште разместува лица на работни места во Министерството
иако одамна ја надмина предвидената бројка утврдена со Законот за влада. И во овој период на предизборие, Спасовски, креирајќи ја политиката на Социјалдемократскиот сојуз, со непрофесионално, криминално, насилно и деструктивно однесување, продолжува со кршење на законите, особено оние кои се поврзани со изборите, а што е спротивно на духот на Пржинскиот договор и Законот за привремена влада за спроведување на изборите. Ова ја потврдува тенденцијата на Спасовски МВР да го употреби како инструмент за остварување на политичките цели на СДСМ за време на изборите. Противзаконските делувања на Спасовски се манифестираат низ разни облици на следење на функционери на ВМРО ДПМН и владата на Република Македонија, вклучувајќи ме и мене. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани присутни. Неодамна имав пријателска средба со еден истакнат новинар. На средбата беше присутен и еден од моите советници и бев запрепастен кога новинарот ми сугерираше дека сме следени од лица за кои подоцна се утврди дека се високи функционери од секторот за прикриени операции поставени од Спасовски. Истиот новинар случката ја коментираше на социјалните мрежи. Во изминатите денови, како што јавноста сама можеше да види, беше следен и дополнителниот заменик министер Диме Спасов. Целото следење резултираше со намерен инцидент. Се прашувам, уште колку луѓе се незаконски следени во изминатиот период, кога Спасовски беше и е на функција технички министер. Од која причини и со која цел? Го прашувам јавно Спасовски, дали во врска со активностите на функционери во владата на Република Македонија и функционери на ВМРО ДПМН има покренато процедура за посебни истражни мерки и постапки, или тоа го правите во приватна режија како генерален секретар на СДСМ, а по налог на вашиот политички ментор Зоран Заев. Во делот на кој укажував на незаконското распоредување на лицата со криминални досиеа во единицата за прв одговор и превенција Алфи, можам да констатирам дека таа тенденција трае и до денес, како иако е спротивна на Законот за влада и Законот за внатрешни работи и насоките дадени од страна на Државната изборна комисија и антикорупцијската комисија. Како илустрација на оваа моје тврдење стои фактот дека само минатата недела со наредби техничкиот министер Спасовски незаконски распореди 10 нови лица. Во однос на заложбата на Спасовски за професионално работење на Министерството за внатрешни работи, јавно го прашувам каде се службените белешки од полициските службеници кои први стигнаа до заменик министерот Спасов, врз кого беше вперено оружје и беше применета физичка сила без причина. Каде се службените белешки на началниците на СВР Скопје и началниците на единицата Алфи, кои ги постави Спасовски, за преземените мерки и ангажирањето на други единици од МВР, како и причините за нивното присуство на лице место. При тоа, кршејќи ја наредбата на директорот на Бирото за јавна безбедност, која се однесува на забрана за издавање на усни наредби. Господине Спасовски, доколку почнеме да ги набројуваме сите незаконски постапки кои вие и вашите партиски послушници во МВР ги предизвикавте и се обидовте да ги прикриете извртувајќи ја вистината и лажејќи ја македонската јавност, убеден сум дека судовите во Македонија ќе имаат навистина многу работа. Во интерес на Република Македонија, господине Спасовски, потребно е веднаш да си поднесете неотповиклива оставка од местото технички министер за внатрешни работи. Без разлика на вашите понатамошни чекори, бидете сигурни дека многу бргу ќе одговарате пред лицето на правдата за сите овие деструктивни дејствија кои ги предизвикавте и преземавте со цел да ја партизирате и приватизирате институцијата МВР, спротивно на вашите декларативни заложби за департизација и деполитизација со кои секојдневно ја замајувате македонската јавност.